Централен дневник во 19. Вечерва гледаме. Почина уште едно лице со грип. Не било вакцинирано, а имало и коморбилитети. Мицкоски бара СДСМ да се врати на политичкиот диалог. Не знае дали ќе ги гласаат измените за законите потребни за безбеден град. Македонските и камионџиите од регионот најавуваат блокади на границите кон Европската унија. Бараат изземање од системот за регистрација. Се е подготвено за утрешното масовно чествување на водици. Се заоструваат трговските односи на Европската унија со САД по новите царини што ги најави Трамп. Загадениот воздух и пушачите, какви психолошки последици носи оваа комбинација за менталното здравје и цигарите, најавите за законски забрани за пушењето и отпорот, колку ригорозните мерки се ефективни. Во тема на денот Жана Базби, бизнис психолог и психотерапевт. Добро вечер, останете овде, почнуваме веднаш. Вечерва се прават претреси кај судијата Ѓоко Ристов од апелациониот суд во Скопје. Веста ја потврдуваат и од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција со најава за детали во соопштение. Неофицијално претресите се поврзани со сомневањето за злоупотреба на судиската функција во случајот со поранешниот правобранител, полициски екипи по наредба на јавен обвинител и со дозвола на Основниот кривичен суд Скопје влегле на локациите уште попладнево. Името на судијата Ристов предходно беше поврзувано со поранешниот правобранител кој моментално се наоѓа во притвор поради сомневање дека примил 50.000 евра мито. Уште едно лице почина на инфективната клиника како резултат на компликации од грип. Ова е втор случај за една недела. Станува збор за возрасно лице невакцинирано од сезонски грип, каде вирусот направил компликации кај хроничните заболувања што ги имал. Сања Димитровска. За една недела втор смртен случај на инфективна поради компликации од грип. Вчера на клиниката починал 69 годишен пациент од натрешноста, кој имал повеќе хронични заболувања и не бил вакциниран против сезонскиот вирус. Пред 5 дена бил хоспитализиран во тешка состојба на одделот за интензивно лекување. Пациентот беше донесен во исклучително тешка општа состојба со развиена масивна бронопневмонија и акутен респираторен дистрес синдром. Пациентот веднаш беше пристапено навремено од страна на медицинскиот тим во одделот за интензивна нега, но покрај сите превземени мерки пациентот за жал почина. Бил со доста коморбидитети, хронична обструктивна белодробна болест, кардиомиопатија и други болести. На инфективна пред една недела почина и 75 годишна пациентка со потврден грип и повеќе хронични заболувања. На клиниката во моментот има хоспитализирано 30 на пациенти. И како што вели директорот, најголем број од нив се со коморбидитети, повозрастни и не примеле вакцина за заштита од сезонскиот вирус. Неколку од нив се со кислородна поддршка, само еден е на механичка вентилација, што може да се смета дека е потежок. Амбулантски на инфективна имаат и повеќе од 100 прегледи за едно деноноќие. А гужви има и во клиниката Козле и на детска, каде голем број деца поради компликации од грипот завршуваат на болничко лекување. Одложување на стартот на второто полугодие за учениците нема да има, а според последниот извештај на Институтот за јавно здравје, бројките на заболени растат во споредба со претходно анализираниот период. Оваа сезона има 6147 пријавени со симптоми на грип или заболувања слични на вирусот, што е повеќе од двојно од истиот период лани. Сања Димитровска, Сител телевизија. Мицкоски бара СДСМ да се врати на политичкиот диалог. Не знае дали ќе ги гласаат измените за законите потребни за безбеден град. Македонските и камионџиите од регионот најавуваат блокади на границите кон Европската унија. Бараат изземање од системот за регистрација. И премиерот Христијан Мицкоски не е сигурен дали опозицијската СДСМ ќе ги гласа измените за да профункционира безбеден град. Апелира до Филипче да прекине со блокадите на политичкиот диалог.
Премиерот ја советува опозицијата да се приклучи на процесот на меѓупартиска комуникација за реформските закони. Вели не знае дали СДСМ ќе даде поддршка на Сейф Сити, но според него граѓаните веќе го сториле тоа. И она што мене ме радува е ако од почетните, би рекол, денови кога имаше неколку десетици илјади сообраќајни прекршоци, во одредени денови на почеток имаше и повеќе од 100.000, сега веќе се движиме на бројката 2-3.000 на ден. Тоа значи дека граѓаните го почитуваат овој проект и тоа е доказ дека можело да се почитуваат законите. Јас сум среќен што тоа се случува, така што благодарност и до граѓаните, еве и до возачите и апел да бидат совесни. Мицкоски вели дека по празното столче на лидерската средба во СДСМ треба да бидат свесни дека нивното место во опозицијата брзо ќе го пополнат други партии. На политичката сцена и во политичката теорија и пракса празен простор не останува. Ако вие се повлечете и оставите празен простор, некој ќе го запоседне тој простор. Дали тоа ќе биде таа политичка партија за која што вие говорите, дали некоја друга, дали некоја можеби нова, трета, не знам, но во суштина кога вие го напуштате просторот политички, тогаш тој простор некој друг ќе го запоседне. Едноставно така функционираат работите во животот. Опозицијскиот лидер Филипче вчера не откри дали СДСМ ќе гласа за законот за прекршоци кој е клучен за да профункционира Сейф Сити. Рече дека не жали што останал надвор од процесот на разговори меѓу партиите, бидејќи според него не требало да се дава легитимитет на власта, бидејќи таа не давала одговори на темите кои СДСМ сака да ги наметне во јавноста. На Бихачка денеска одбележаа 10 години од заменувањето на Груевски. Констатираа дека во ВМРО се било исто. После 2 години граѓаните повторно живеат тешко, стандардот им опаѓа, македонските работници имаат најниски плати во регионот, а владата не превзема ништо. Повторно се врши партизација на сите институции. Власта ги зема под своја контрола судството и обвинителството, ја злоупотребува и полицијата за партиски цели. Се вели во соопштението на СДСМ. Александар Спасовски, Сител телевизија. Премиерот денеска пак побара обвинителството да реагира за случајот Жан Митрев и неговата болница. Истовремено побара да се испита и улогата на поранешниот претседател Стево Пендаровски. Но мене тоа не ме изненадува. Ние знаевме какви мафијашки упади се случува, посебно во тој период кога се носеше таа, би рекол, воредна состојба, кога со уредби со сила на закон се надсинхронизираше законот и уставот во Македонија. Има многу сведоштва кои што говорат за однесувањето на владата во тој период. Вие знаете се уште тие законски уредби и одлуки на Пендаровски Стево во тој период стојат непоминати во собранието. Треба да видиме и собранието да се произнесе во периодот што следи што со тоа. Дали можеби има и одговорност тука од страна на поранешниот претседател Пендаровски Стево и пред законите и пред уставот, затоа што постојат основани сомневања дека голем дел од тие одлуки се испротивни на закон и испротивни на устав. А поранешниот претседател на државата Стево Пендаровски експресно му одговори на премиерот Мицкоски. Навистина мислев да не му давам назначење на господинот Мицкоски, затоа што ја разбирам неговата потреба катастрофалните резултати од своето досегашно владење да ги покрива со коментари за работа кои не ги разбира, но заради јавноста ќе морам да објаснам некои работи кои за жал на експертот за енергетика претходно не му ги објасниле неговите големи правници. Имено Уставниот суд уште пред повеќе од 5 години со мнозинство гласови потврди дека одлуките за воредната состојба се во склад со уставот и законите. Второ, уредбите со законска сила ги носеше и ги имплементираше владата. Дали таму имало злоупотреби, тоа државните институции кои сега се под тотална контрола на Мицкоски можат да го проверат кога сакаат, ако сакаат. Трето, сите одлуки за прогласување на воредната состојба беа доставени од моја страна до собранието и тоа веднаш по завршувањето на таа состојба. Мене ми е јасно дека и ова образложение нема да го спречи Мицкоски да продолжи неосновано да обвинува и клевети, затоа што тоа е за жал единствениот начин на кој е научен да владае, стои во реакцијата на Пендаровски.
Македонските, но и камионџиите од регионот се организираат за блокади на граничните премини кон еврозоната. Бараат од владата итен состанок со Брисел со цел изземање од системот за регистрација прилив влез во Унијата. Премиерот вели дека веќе се почнати контакти за барање решение. Мартин Арсов работеше на оваа тема. Македонските камионџии заедно со нивните колеги од Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора на 26 јануари ќе ги блокираат граничните премини кон земјите од Шенген зоната. Причина за протестот е новиот европски систем за влез и излез, кој камионџиите ги брои исто како туристи. Иако само поминуваат за да донесат стока, со честите влегувања брзо ги трошат дозволените 90 дена и остануваат без право да работат. Страшно е тоа што во електронското броење и 5 минути од денот да си фатил да влезеш на територија на Шенген зона или да излезеш од денот, ти го рачунаат као цел ден. Значи во 180 дена, кога ќе се поделат оние 90 дена, испаѓа дека возачот може да престојува или да работи од 10 до 15 дена месечно, што е нонсенс и под секаква економска оправданост. Превозниците бараат од македонските институции да лобираат во Брисел, да се закаже итен состанок за да се дискутира ова прашање. Доколку нема реакција од Европската Унија, наредниот понеделник ќе ги блокираат границите. Тоа нема да биде еднодневна блокада. Камионите ќе останат паркирани таму. Со ова фабриките би можеле да останат без репроматеријали, а ќе нема никој да ги пренесе готовите производи до маркетите, ниту лековите до аптеките. Парафтовите ќе останат празни, вели Муратовска. Ќе се намали дотурот на репроматеријали, стока за широка потрошувачка, односно ланците на снабдување ќе бидат прекинати. Ако знаеме дека сите ние 4 држави сме увозно зависни, значи целото стопанство ни се подкрепува на увоз од Европска Унија претежно, тогаш може да замислите што ќе се случи. Економски последици нема да трпи само македонската економија, оцени премиерот Мицкоски. Пошироко ќе бидат последиците, затоа јас апелирам и денеска на таа тема имам разговори со министерот за надворешни работи и надворешна трговија да видиме што можеме да направиме за да се избегне оваа блокада и да се надминат сите оние, би рекол, пропусти кои што се резултат на се уште нефункционирањето онака како што треба на одредени сегменти во институциите. Во земјава има околу 2700 превозници за меѓународен транспорт, а најголем дел од увозот и извозот оди по копнен пат. Затоа превозниците предупредуваат, без решение, застојот на границите многу брзо ќе се прелее во секојдневието на граѓаните. Мартин Арсов, Сител телевизија. Приближно 40.000 евра во денарска противвредност е вкупната вредност од 22 казни кои ги изрекоа инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство на оператори со храна во рамки на спроведените воредни надзори во маркети и хипермаркети на целата територија од државата. Како што стои во соопштението на АХВ, во акцијата која била спроведувана од 13 до 16 јануари годинава, контролирани биле 188 оператори со храна од оваа категорија. Кај 10 оператори со контролите утврдени се полесни повреди од областа на безбедноста на храната, неселектираност на разладни уреди, нејасни и нечитки декларации на производите и слично, за што се изречени мерки опомена. А во 2 маркета констатирано е дека вработените лица немаат санитарни книжки, стои во соопштението. Оттаму додаваат дека кај 6 од контролираните маркети утврдено е дека немаат имплементирано процедури за примена на правилата на добра производствена и добра хигиенска пракса, кај 14 маркети затекната била храна со изминат рок на траење. Како небезбедни во рамки на оваа акција на агенцијата од операторите одземени и нештетно уништени се на 253 килограми храна, претежно месо и преработки од месо, млечни, кондиторски и други видови производи. Се е подготвено за утрешното масовно чествување на водици. Се заоструваат трговските односи на Европската Унија со САД по новите царини што ги најави Трамп.
Утре е големиот христијански празник Богојавление или Водици. Најмасовната прослава се очекува во Охрид. Сител традиционално ќе врши директни преноси. Нашата екипа веќе е во Охрид, таму се Зоран Јаневски и Даниел Василев. Што да очекуваме утре? Зоран. Маријан, токму така, овде во Охрид се случува најголемата културно-црковна манифестација по повод големиот христијански празник Богојавление Водици, кога во водите на Охридското езеро илјадници луѓе се обидуваат да стигнат до Светиот крст, кој што се положува во водите на Охридското езеро од градското пристаниште. Меѓутоа, за се она што ќе се случува во текот на утрешниот ден овде во Охрид, во овие вести разговарам со еден од организациониот одбор, Митко Топенчаров. Добро вечер, Митко. Кажете ми, дали е се подготвено за утрешниот настан? Во пресред на големиот празник Богојавление Водици, Охрид е подготвен да ги прими верниците и гостите од сите страни, од државава и пошироко за првично соочествување на празникот ќе се почне во 7 часот во сите парохиски цркви со утринска литургија, во 8:15 со празнични богослужби и во 9:45 трите елити од црквите Свети Никола Геракомија, во црквата Свети Успение на Пресвета Богородица во Каменско и црквата Свети Ѓорги во Горна Влашка Мала ќе се упатат на брегот на Охридското езеро во пред пристаништето, каде што во 10 часот митрополитот Деварско-Кичевски господин Георги ќе го положи крстот, претходно ќе обави голем богојавленски водосвет и на еден од сите капачи ќе му се насмевне среќата да го фати, а сите присутни ќе осетат благодатта на тој ден во Охрид. На што треба да внимаваат оние кои што ќе одлучат да влезат во водите на Охридското езеро по доаѓање на црковната литија? Првенствено, граѓаните, капачите, ако сакаат, можат да обават здравствени прегледи. Има пункт на Црвениот крст тука. Исто така би ги замолил сите капачи како поранешен капач. Знам дека од преголема желба би сакале прерано да тргнат по Светиот крст, но да удостоиме и да добиеме благослов за тоа, претходно да се изврши големиот богојавленски водосвет и потоа кој што е најсреќен да стигне најпрв до Светиот крст. Со тоа што ќе се воздржат пред време да трнат да се внимава на конзумирање на алкохол, се надевам дека такви работи низ поминативе години веќе тоа е умерено и да биде достојно чествување на празникот во утрешниот ден. Топенчаров, јас ви благодарам за одвоеното време. Марија, нета слушнавме дека Охрид е целосно подготвена за утрешниот празник Богојавление Водици. Благодарам Зоран Јаневски, а таму во Охрид е и другиот наш репортер Даниел Василев. Ти ќе видиш утре на брегот на Охридското езеро Чинам. Прво ме интересира каква е температурата во Охрид вечерова и какви се најавите за утре. Добро вечер, Маријан. Во моментов температурите се некој степен под нулата, би рекол. Се надевам дека утре нема да биде волку ладно, од она што успеав да го видам како прогноза за утре. Очекувањата се дека температурите ќе се движат до некаде 4-5 степени. Се надевам дека ова нема да ги одврати сите оние верници кои што ќе сакаат утре околу 10 часот да влезат во студените води на Охридското езеро и да се обидат први да стигнат до Светиот крст. Но за тоа како да се стигне до Светиот крст, оваа вечер го прашувам Иван Лотески, повеќекратен крстофаќач, чинам 2 пати. На што треба да внимаваат, како треба да се подготват капачите кои што утре ќе влезат во студените води на Охридското езеро? Постои ли тајна за успех како прв да се стигне до Светиот крст? Здраво, Даниел. Јас од моето искуство и секогаш ги повикувам капачите да се подготват за капењето, за фаќањето на Светиот крст, на тој начин што ќе посетат најпрви утринската литургија, духовно ќе се спремат за фаќањето на крстот и особено да внимаваат да не конзумираат алкохол, бидејќи се ствара
обратен ефект во водите, бидејќи водата е сепак студена, ако е надвор малку потопло, водата е студена. И се надевам дека ќе има многу капачи, како и секоја година, и дека Светиот Крст, искрена желба имам да го фати некој од варошките тајфи, некој дечко од варошките тајфи. Како и речи секоја година. Точно така. Ви благодарам многу за ова гостување. Маријан, јас само да најавам дека утре од 9 часот го почнуваме преносот за овогодинешните водици. Од Охрид сме секако јас и колегата Зоран Јаневски и останатите колеги кои што се дел од сителовата екипа. Благодарам Даниел Василев и Зоран Јаневски од Охрид. А покрај Охрид, преносик има и од Скопје. Најмасовната прослава за водици покрај Охрид ќе биде во Скопје. Досега за скокање во Вардар се пријавени над 140 лица. Околу 140 лица се пријавиле да скокаат по Светиот Крст. Пријавувањето за учество во традиционалното спуштање на крстот во Вардар во Скопски центар беше отворено 3 јануари, а беше заклучено вчера вечер. Потребни се лична карта и потврда од спортска медицина, заверка на картоните на самиот ден 19 јануари. В понеделник во 7 часот и 30 минути секој што е запишен има добиено картонче за учесник да дојде зад храмот Рождество на Пресвета Богородица, каде ќе се стави печат на картоните и само така ќе бидат пропуштени од МВР покрај реката Вардар за да учествуваат во манифестацијата, информираат од МПЦ. Малолетници може да учествуваат со дозвола од родител и со потврда од спортска медицина и ќе треба да присуствуваат со родител. Одбележувањето на големиот христијански празник Водици започнува утре во 9 часот одовде од храмот Рождество на Пресвета Богородица, каде што ќе богослужи поглаварот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, архиепископот господин Стефан. Се очекуваат голем број на верници. По завршување на литургијата, богојавленските лити заедно со свештинството во поворка ќе се упатат кон мостот Слобода, каде ќе започне водосветот, а потоа околу 12 часот архиепископот господин Стефан ќе го спушти светиот и животворен крст во водите на Вардар. Според верувањата, оној кој ќе го фати крстот ќе го следи среќа и благослов цела година. Фаќањето на крстот значи соединување на човекот со Христа, а се верува дека со положувањето на крстот водите стануваат лековити. МВР за утре најави посебен сообраќајен режим. Во центарот на градот за сообраќај ќе биде затворена улицата Филип II Македонски на потегот од крстосницата со булевар Гоце Делчев до крстосницата со улица 11 октомври во двете насоки. Секторот за внатрешни работи Скопје апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат наредбите кои ги даваат униформираните полициски службеници. Ќе бидат присутни екипи на итната медицинска помош како и припадници на Црвениот крст. Освен во Скопски центар, скокање по Светиот Крст ќе има и во Сингелик и во Ѓорче Петров. Водици на работен ден за граѓаните од православната вероисповед. Габриела Лескова, Сител телевизија. Во тема на денот, мој вечерашен гостин, Жана Базби, бизнис психолог и психотерапевт, работи повеќе од 30 години во Лондон. Добро дојдовте во Македонија. Благодарам, добро ве најдов. Овде ве пречека сигурно загаден воздух, предпоставувам, и голем број на пушачи. И сега, кој ќе направиме комбинација на загаден воздух и пушачи, како таа комбинација според вас изгледа за организмот? Да, прво, пред се драго ми е што сум тука, доаѓам почесто, меѓутоа воздухот на вистина точно така загаден е многу. Комбинацијата на загадениот воздух и чадот од цигари е многу сериозен ризик за здравјето на луѓето во Македонија. Значи, во загадениот воздух и во чадот од цигари постојат повеќе исти токсични супстанции, како на пример PM2,5 частичките кои што ги оштетуваат белите дробови и срцето, потоа јаглерод моноксид кој исто така се наоѓа и во издувните гасови на возилата, тој пак го намалува кислородот во крвта и во мозокот. Исто така е наречен, честопати го викаат луѓето и тихиот убиец, баш поради тоа што е невидлив, нема вкус, нема мирис, потоа имаме и неколку познати канцерогени супстанции, бензенот, формалдехидот, тешки метали, олово, кадмиум,
арсен. Сега, таа комбинација всушност представува една супер негативна комбинација и за пушачите и за непушачите, со еден многу големен ризик за развој на малигни заболувања, срцеви удари, мозочни удари и сите оние сериозни заболувања кои што ги носат и загадениот воздух и пушењето на цигари. Едноставно кажано, пушачите избираат намерно, тоа е нивна одлука, да дишат отровен чад, кој што го има, нели? Го предизвикуваат цигарите, тие токсини што се во цигарите, и тоа го прават директно неколку пати, десетици пати на ден, можеби, зависи колку цигари ќе запалите, може и повеќе. Загадувањето на амбиенталниот воздух, аерозагадувањето, е неизбежна изложеност. Значи, и непушачите го дишат, сите го дишаме. И тоа е всушност таа супер комбинација, многу голем ризик. Добро, што е по-лошо, да сте на загаден воздух, да сте во зачадена кафана од цигари, или да сте и во кафана со цигари со загаден воздух? Да. Знаете како? И двете се многу опасни. Мислам, може би нема потреба да ги делиме, да ги одвојуваме, токму поради тоа што и во загадениот воздух, како што реков, и во чадот на цигари има многу токсични отрови. Така што, ако сте, да кажеме, во кафана, пушите цигара, го дишате тој воздух, дома ги пушите цигарите, може би не проветрувате, може би сакате да проветрите, меѓутоа, ако надвор е екстремно загадување, прашањето се поставува каква одлука ќе донесете. Ќе го отворите прозорот и ќе го дишете, ќе влезе загадениот воздух, или ќе седите како во гасна комора од чадот на цигарите, значи е тешка ситуација. Добро, ние сме сега во една фаза на некоја јавна расправа, да речеме, условно кажано, идејата за носење закон за заштита од пушење. Тука има многу рестриктивни и ригорозни мерки. Само прво да прашам, во Англија може, во Лондон да се пуши каде сакате или? Не. Апсолутно не. Например, има одредени места каде може да се пуши? Има одредени места каде може да се пуши, може да пушите надвор. Тоа се одредените места. А во кафана, во ресторан? Не. Нема ни простори за пушење? Тоа престана, мислам дека законот се воведе 2007 година. Така да во никаков затворен простор не може да се пуши. Претходно, например, не можеше да се пуши по јавни институции, како што се болници, банки, училишта и така натака, што за разлика од овдека, значи, овде се случуваше обратното. Јас лично имам искуство на клиника да видам како, мислам, се пуши внатре, во ходниците, се пуши на оделенија, докторите пушат. Не знам дали е тоа се уште случај, меѓутоа, значи, сум гледала и од пушоци од цигари во пластични шишиња во вода, и тоа на клинички центар. Ние имаме еден закон, имаме кој што и функционираше, не функционираше, се направија промени, меѓутоа сега се носат ригорозни идеи за ригорозни мерки. Сега да прашам друго, има голем отпор, да речеме, кај дел од пушачите. Толку се себични пушачите, за од каде произлегува тој отпор кај нив, да речеме? Видете, ние можеме да ги наречеме... Чисто, да речеме. Да, во ред. Можеме да ги наречеме пушачите себични, затоа што го загрозуваат не само собственото здравје, меѓутоа и здравјето на луѓето кои што ги обкружуваат, дали се тоа колеги или се членови на семејство. Теретот исто така нема да биде на вас како пушач ако заболите од малигни заболувања или други сериозни заболувања. Меѓутоа, знаете како, ние луѓето па и некогаш не помислуваме како тоа ќе делува на семејството. Замислете, ако вие имате некое малигно заболување, како тоа емоционално ќе делува на семејството. Башка, мислам, како ќе делува на фондот за здравство и така натака. Како ќе делува на вас, каков квалитет вие на живот ќе имате, како ќе се чувствувате. Така да, од друга страна може да свртиме, значи, зошто пак пушачите ќе речат зошто се непушачите себични, зошто не ни ја разберат на ситуацијата, зошто мора да не рестриктирате. Меѓутоа, спомнавте и вие самите стриктни и ригорозни мерки. Знаете како, јас лично мислам стриктни и ригорозни мерки би биле
Ако постои некаква забрана, дури ни дома да не можете да пушите, никаде, крај, нема пушење. Што е, знаеме, мислам, логички е неизводливо, никој не може дома да влезе да ви каже што ќе правите, доколку не го нарушувате јавниот ред и мир. Така да многу е покомплексно отколку само да се каже луѓето мислат себични сме. Од вашата професија, од она што е, како влијае пушењето на менталното здравје на човекот? Па, значи, влијае и на физичкото и на менталното здравје. Опште познато е како влијае на физичкото, само, затоа што постојано, да кажеме, се јавува некој отпор, и кај пушачите, и кај тие што можеби и сакаат да престанат, меѓутоа наоѓаат потешкоти. Мислам, треба секогаш да се потсетиме дека има повеќе од 7000 отровни супстанции во цигарите, од кои веќе научно се докажани дека 70 од нив се канцерогени супстанции кои што се содржат во цигарата во големи количини просто и го нарушуваат здравјето на човекот. Сега проблемот е што тие токсични материи, токму тие, не никотинот, кој што ствара зависност од цигарите, меѓутоа, токму тие токсичните материи кои ги има во голема количина, може да предизвикаат мутации во ДНК. Кога тоа ќе се случи, тоа е уствари еден иницирачки развој за појава на малигни тумори до 30%, од кои 90% се тумори на белите дробови. Значи, навистина е сериозно. Така што јас би рекла за оние луѓе што мислат дека ова се рестриктивни, ригорозни мерки, не. Меѓутоа, мерките овде биле на некој начин неприменливи. Значи, секој си правил што сака, пушел, каде сака, како сака, училишта, јавни објекти, угостителски објекти, болници, дома, надвор, на улица, мислам, тоа е општо познато тука. Ако погледаме од психолошка гледна точка, голем дел од луѓето пушачите, да речеме, ние ќе кажеме, палам цигара за да се смирам, да ги смирам живците, се нервира човек и цигарата го смирува. Тоа точно е или е тоа само фикција? Делумно е точно. Затоа што никотинот е познат како субстанца што ствара зависност. Значи, што се случува? Кога пушите, никотинот многу брзо навлегува од крвта во мозокот. Тука предизвикува лачење на допамин. Допамин е невротрансмитер кој што ни дава чувство на задоволство или чувство на награда кога правиме нешто и чувствуваме допаминот се лачи и ние се чувствуваме многу поубаво. Меѓутоа, ефектот на никотинот трае многу кратко. Од 1 до 4 сата после тоа нивото на допамин опаѓа. Ние го бараме истото чувство, да чувствуваме пријатно задоволство, смиреност и така натака, посегнуваме и палиме друга цигара. Токму тука се развива таа навика, затоа што толеранцијата према никотинот се повеќе и повеќе расне. И ни треба повеќе цигари, повеќе никотин, за да го добиеме истото ниво на допамин, кое што, например, природно би го лачел мозок. И се тоа е физичка или психичка зависност? Тоа е физиолошката зависност, има психичка зависност, има психолошки механизми, има, значи, зависноста од никотин, од пушење цигори, има и физиолошка и психолошка зависност. Што се случува со психолошката зависност? Најчесто кај пушачите се јавува така наречена когнитивна дисонанца. Тоа е еден многу непријатен психолошки конфликт кој што пушачите го чувствуваат кога точно знаат дека не треба да пушат, меѓутоа не може да се откажат. Продолжуваат да пушат. Сега, за да смирите таа внатрешна тензија, да ја тргнете когнитивната дисонанца, вие всушност употребувате на подсвесно ниво и други некои така наречени когнитивни грешки, како што се минимизирање на последиците од штетноста на цигарите, мислејќи, па мене нема ништо да ми биде, јас и онака водам здрав живот, здрав сум, здрава сум. Да, дедо ми живееше 90 години, пушеше кутија цигари на ден, ништо не му е. Забораваат луѓето дека ние сите не реагираме истро на цигарите, различен животен стил, различен генетски мекап и така натака. Ги преценуваат
добивките исто од пушењето цигари, мислејќи дека цигарата ќе ми овозможи задоволство, па немам некое друго задоволство во животот, па тоа ми е единствениот пријател, па ќе ме опушти, ќе ме смири. Не, никотинот е стимулант, не е релаксант. Меѓутоа, само има едно моментално дејство и луѓето веќе се врзуваат и се фаќаат за тоа дејство. Значи, кога моментално може да ве релаксира, моментално може концентрацијата да ја подигне, трае многу кратко и вас ви треба повторно никотин. Од вашата професионална активност во Англија, во Лондон, например, соработки со компании, предпоставам, на оваа тема имате... Зборувам јас често пати или тоа нема потреба од тоа? Не, вака сега, значи на оваа тема зборував... Ако треба да кажеш како да се откажат од пушење, да. Тоа го правев со години, кога пред да се внесе законот, нели, против пушење и на работно место, повеќе работам со тимови, со организации, меѓутоа и со индивидуалци, и еден извесен период откако се воведе законот за пушење, затоа што луѓе престанаа да пушат, меѓутоа некои луѓе има и потешкоти, и поголема нервоза, анксиозност и слично. Така да, мислам, има тука многу практични искуства, имам во овој домен, и пак ќе ги нагласам, тие психолошките механизми се исто така многу кај луѓето ствараат потешкоти за да се откажат од пушење. Значи не е само зависноста од никотин. Малигните, сериозните заболувања не се јавуваат заради никотинот. Луѓето забораваат дека другите канцерогените супстанци предизвикуваат никотин. И ова важи и за пушење цигари и за електронските цигари, кои што уште повеќе се употребуваат, поготово кај младите, затоа што никотинот со електронските цигари стигнува побрзо до мозокот. Сосема за крај, ако се укине, ако се воведе рестриктивна закон, ќе се намали бројот на пушачи? Јас лично мислам дека ќе се намали бројот на пушачи, ако се раководам по искуството кое што го имавме во Велика Британија, искуството и статистиката од другите земји, ќе се намали, просто од причина што постојат луѓе кои што навистина сакаат да престанат, меѓутоа наидуваат на потешкоти. Затоа има успешни методи, разговор со психолог, когнитивно-бихевиорална терапија, клиничка хипнотерапија, никотински фластери, значи има начини како полесно да се откажете од пушењето. Меѓутоа јас мислам и оние што се спремаат да се откажат, и оние кои се најрезистентни, на некој начин ќе почнат да се откажуваат, затоа што на крајот на краиштата, значи тие резистентните луѓе треба да знаат дека пушењето не е загарантирано право на јавно место. Меѓутоа дишење на чист воздух не е привилегија. Значи тоа треба да се среди. Статистиката овде покажува дека 4000 смртни случаи имам годишно од загаден воздух, скоро толку има од луѓе што пушат, значи, и за, ако сакате, здраво општество, здрава економија, не ви требаат болни граѓани, ви требаат здрави луѓе. Така што овие болести и смртни случаи дефинитивно може да се решат со строги, добри политики, добра стратегија и тоа би било тоа. Ќе се намали така и бројот на смртни случаи. Мора да се реши. Благодарам за гостување. Ви благодарам. Во продолжение и блок вести од светот. Пратеници во Европскиот парламент нема да го